Наместовете Карго аеродром, чија вредност се проценуваше на околу 60 милиони евра, Штипот концесионерот ТАВ доби одштета од околу 1,4 милиони евра. Станува збор за сума која на општината е доделена по одобрување на проектот за подобрување на водоснабдувањето во дел од градот. И во овие рамки општина Штип доби 92 милиони денари, средства кои што ќе бидат искористени, употребени за проектот изградба на линија 2, која што е една од клучните водоводни линии за снабдување со чиста вода за пиење на целиот оној потек од село Три Чешми па до Ново село. Нешто помалку од 1 милион евра од оваа одштета доби Кочани исто така за подобрување на водоснабдувањето. Односно реконструкција на делот на потенцијот цевковод од пумпите во Градовски Орман до магистралниот пат, каде што цевководот е навистина во една многу очајна состојба и дека имаме огромни загуби на вода. Околу 400.000 евра завршија во Берово. Општина Берово има аплицирано со еден проект, тоа е проектот изградба на фекална канализација во село Мачево, чијата вредност несува 25 милиони 859 хиляди денари. Се надевам дека со истата одлука на влада вкупната вредност од проектот е одобрена, така да се чекаме да излезе во службен весник за да можеме точно да утврдиме вредноста и да знаеме какви се финансиските импликации на кон буџетот на општина Берово. Пред околу 2 години ТАВ се откажа од изградбата на карго аеродромот кај Штип поради неповолна положба и проблем со силината на ветровите. Поради неисполнување на концесискиот договор, ТАВ мораше на државата да исплати околу 50 милиони евра одштета, од кои 35 милиони беа пренаменети за изградба на водоводни, канализациони системи и други инфраструктурни проекти на општините. Вкупно 75 општини од државата поделија 35 милиони евра за реализација на 99 проекти.